Почитувани гледачи, почитувани љубители на наградните игри, на прекрасните наградни игри што ги организира Државна лотарија, добре дојдовте во 6-та епизода на квизот Седмо небо. Државна лотарија како општествено одговорна компанија го организира овој квиз за да биде поблиску до своите играчи, до луѓето што уживаат во наградните игри на Државна лотарија, за да ви додели што повеќе награди и некако да бидеме тука заедно да чуеме некои ваши мислења, што мислите за да бидеме подобри и подобри. Јас сум Дејан Лилич и понатаму облечен во фокабо, а заедно со мене е мојот прекрасен пријател Викса. Аплаузите кон вас. Така И е. кон вас срекно. Доаѓам директно. Пријателе, морам вака некако неофицијално да ти давам една забелешка. Повели. Многу добро ти стои времево и секогаш вака кога некако ќе се видиме еднаш неделно, очекувам да не си толку добар, а добар си. Затоа што се виде- трудам да видам како ти. Фала ти, ова беше спонтанно, они ќе мислат дека сме се договарале. Сакаш, Одличен часовник. Чекај. Одличен кога часовник. сме кај време стоиме добро, со енергија како стоиме, сакаш нашиот среќен танц. Може, 3, 2, 1. Не ни требаше опоследно. Благодарам за аплаузот. Чути се. Дечки, не толку сериозни и од сега понатаму ништо нема да е као до сега што беше. Дај им калинки и да видиме до кај се. Повели. Ајде. Значи, Викса ќе ви подели калинки и ќе ви објасни се. фокусирано. Имаме 3. Сите си избирате по една и од овде веќе се зависи од вашата среќа. Дајте ми секунда и кажете ми стоп. Ја ќе ги чекам моце само да видам нешто. Вака, сега ќе ги мешам позади малку. Битно е, може дамата да ни каже стоп. Може. Или кажи ни лото 7, еве тоа нека биде знак. Седмо небо кажи ни. Седмо небо. Како? Седмо небо. Седмо небо. Океј. Избирај една од овие 3. Повели? Логично. Сега дзиднете ги сами и чујте го Дејан. Сега вака. Зад сите овие калинки постои група на прашања на која вие ќе одговарате. Ќе видиме сега во која група на прашања сте поставени. Кренете ги калинките да видиме и да ве разместиме на точните позиции. Стефан си е на позиција Државна што лотарија, требаш. таму каде Тука што си. треба да си биде. Елеонора си е на позиција Лото и Джокер, Што? таму каде што треба да биде. И Бранислав на Инстант лотарија, Инстант лозови на трета позиција, таму каде што треба да биде. Нешто ми матите вие, значи некако сте договорени и повторно имаме двајца джентлмени и една дама помеѓу нив. Ми се допаѓа овој концепт како што го тераме. Насмејани да видам, ми ни заби. Мие ни заби, па нормално. Во ред, имате по 6 прашања. Кој ќе стигне до седмото небо, со тие 6 прашања ќе си ја земе најголемата награда и можност да оди во финалната емисија каде што имаме уште поголемата награда. А за овие 6 прашања, а зошто 6, а не на седмо небо? Сите сме сега на прво небо. Тоа значи дека никој нема да си оди дома со празни раце. Но имате и помош. Покрај Викса што ќе ви помага, имаме уште еден джокер играч. Викса, повели, представи го и ќе го и представам. кажи која е неговата функција. Значи да ви раскажам, вие имате право да го повикате еднаш во текот на вашите нели До одговори. четвртото ниво, значи со 4 прашања. Чекајте, не сум паднал од дамна кај Гоце и добро ми дојде. Еве го Гоце, Гоце ќе ви биде асистент. Еднаш смеете до одредено ниво и мислам дека ќе биде интересно. Гоце? Да. Дај знак дека може. Секако дека може. Секако дека може. Секако дека може. Одлично. А за се да биде регуларно, нашата жири комисија, познат состав, а тоа е прекрасната Љупка Чичевска-Стоевска, Верица Савиć и председателот на нашата жири комисија, шаховскиот мајстор Љубомир Илич. Они ќе се грижат за регуларноста и за оние елиминациони прашања кои ќе одлучуваат, кои ќе оди понатаму, а кои ќе оди поблиску. Сега малку да се расположиме или народски кажано се раскравиме. Стефан, доаѓаш од Битола, слушам. Битолчани играат многу често игри на среќа. Играме често. Едно врапче дојде и рече Стефан за малку ќе земеше седмица на лото. Точно така. Како раскажи, молим? Дај ги опциите, сценарија. Не, при тоа пази, еднаш за малку седмица, а 2 шески има. Када? На широк сокак или Не, во локално потесно, чувствуваме, потесно сокак? А таму си играте лото. А не, Тоа беше 2013-та. Се спремав за матура и сето тоа. О, И млад. онака таман си реков сега да си ја пробаме среќата и за едно бројче се љупна. Добитната комбинација беше 3, 6, 9, 12, 19, 22, 25.
А се погоди 3, 6, 7, 12, 19. 25. Ти на памет ги знаеш. Ги знам. Това ми е добитна Това комбинација. му каже ќе паднеш, све знаеш на памет. Кажи ми, што беше облечен, во што беше облечен кога го пополнуваш етикетот? По тренерка. По тренерка, која боја? Црна. Имаш ли ти среќна боја? Срикна боја? Да. Зелена. Па зашто не си облече зелена тренерка? Кој знае, поофицијално да видиме. А зошто баш зелена боја како среќа? Што, знам, немам размислувано на тоа. Ама едноставно зелената ти носи среќа. Точно. Добро, во ред. Елеонора, доаѓа од каде? Од Велес. Од Велес. Елеонора, да те прашам, што значи за тебе седмо небо? Седмо небо. И полесно. Пето него, се кажи, пето. па ние ќе го надоградиме на себе. Што значи? Облаци, Па да. слобода. Слобода. Има ли лифт до седмото небо? Нема лифт, но има. има знаење и среќа за да дојдете до таму. Е така. И Бранислав доаѓа од, Доаѓам од Скопје. а така се наредивме, Битола, Велес, Скопје, во ред. Битола, Македонија. Бранислав, да те прашам нешто. Дали имаш добиено некогаш некаква вредна добивка? Па да, во кладилница најчесто. Добро. Да. Ги делиш сам или со своите пријатели и родни? Па ги делам секогаш. Секогаш делиш? Секогаш. А ако кој дава, раката што дава не се суши. Само да го прашам нешто, колку си висок? 183. Штедам, да не се мерам тачно ми дојде вака, во контекст само за да се опуштите. така. Од сега понатаму си играме, повели. Во ред. Насмејани, подготвени, земете воздух и да почнеме со прашањата. Стефан, првото прашање е за тебе и гласи вака. Во која година започнуваат да се приредуваат игрите на среќа на државна лотарија? 2010 година, 2008 година или 2013 година? Да те подсетам, треба да си јасен, гласен, да не брзаш, уствари да брзаш полека. Имаш насока. 2010. Те влече. Точен одговор, нема што. Како Добра знаеш? насока. Не, стварно, вака како... Вака. 2008 мислам беше 2008 е формирана основа на 2010 држава, а 2010 точен одговор. Елеонора, одиме бргу да не се ладиме. Прашање број 1 за тебе. Гласи вака. До колку часот може да се уплати лото 7 во среда и во сабота? До 15 часот, до 18 часот или до 19 часот? Што ти мисли мислата? Ајде. Што, повеќе е тоа подобро? Например, Пример. Што? Повеќе тоа подобро. 18. не знам, можда... Не слушнав јас? Размислува се уште. Добро, во ред. Дојде уште, да. До 19 часот. До 19 часот. Точен одговор. Точен одговор. Државна лотарија има многу спремен тим. Дури и до 19 часот да уплатите, ние сме подготвени во 20 часот да биде излекувањето. Бранислав, прво прашање за тебе. Прашањето гласи вака. За да ги израдувате младенците со подарок лозови во коверт, што треба да побарате на продажното место на државна лотарија? Пакет Среќа плюс, пакет Втора шанса, пакет со среќа. Па ме влече првото некако, пакет Среќа плюс. Точен одговор. Пакет Среќа плюс. Тоа е полно со грепки за младенците, да знаеш. А и веќе на Твитер пишуваат што прават младенците за првата брачна ноќ. Гребат грепки. Гребат грепки. Грепки како? Со што се гребе грепка најдобро? Како? Со што се гребе грепка најдобро? Со паричка. Со друга грепка. А, со друга Грепка на грепка Грепка иде, на пара на грепка пара лепа. се лепи. Никогаш немојте да гребете грепка со прст. Грепка со грепка. Во ред, второ прашање за тебе, Стефане. Прашањето гласи вака. Во игрите на среќа не може да учествуваат лица постари од 65 години, помлади од 18 години, невработени лица и 4 викса и декса. Помлади од 18 години. Точен одговор. Колку години имаш, Стефане? 30. 30. Ти си далеку од забраната. Елеонора, второ прашање за тебе. Прашањето за тебе гласи вака. До колку кола најмногу можеш да направиш претплата на лото 7? До 10 кола, до 15 кола, до 5 кола. До 10. До? До 10. Точен одговор. Најубаво е да се прави тоа во летно време кога сте на одмори, за да не заборавите, туку да си имате подготвени нели сите кола.
среќа да си прека работа. ти Никогаш се не одмараш. знаете, среќата е насекаде, може би ги ве изненади. Таа не оди на летен зимски одмор, тука е, се наоѓа насекаде, како што гледате и налепена е и на оделото на Викса. Секогаш можете да прочитате нешто од таму и да ги најдете одговорите. Бранислав, второ прашање за тебе. Прашањето гласи вака. Колку видови златни рибки има во морето на инстант лотарија на државна лотарија? 1, 2 или 3 златни рибки? Сам две дека се, ама... Името на инстант лозот е златна рибка. Види, И Макси златна рибка. Да, и две се, може- две. Значи? Две златни рибки. Две златни рибки. Викса, кажи му на Бранислав, што прави златната рибка? она понекогаш прави вака, златно, а понекогаш вака, златно. Така. И двете се рибки. Златната рибка, рибка. Рибка. Во принцип, И него ќе рибка биде златна пливка. и среќата е пипка. Да не продолжуваме, Рибка и да се вратиме на Одлично, нивото. идеме со прашање број 3, Стефане. Прашањето број 3 за тебе гласи вака. Со колку различни видови игри на среќа, Државна лотарија го започна приредувањето игри на среќа во 2010 година, како што кажа и ти? Со една, со две или со три видови на игри? Мислам дека е Како? едно. Можеш да бидеш малку Не го погласен? Да, не го Не, не слушам го јас. слушам ни јас. Чекај, И мислам види- дека види ни размисли, може гледачи. и... Не знам, може да и облаци се. Ајде, На ајде, небос, дај на одговор седмо за небос. Виктори. За победа. Например, Две. Две. Точен одговор. мине ми се... Две. Не се смејте Плюс, од публика и вам кои Не мисли на Мора да ви тренерката помогне. стави функција тоа, чорапата. Лото 7:34, нели? И инстант лотарија. Сега, Елеонора. Прашање за тебе. Прашањето за тебе гласи вака. Не грижи се, тука сме да помогнеме. Што е гарантиран фонд за Лото 7 и за Джокер? Премија што ја гарантира Државна лотарија, независно од уплатата, износ парични средства кои зависи од уплатата или гарантирани 50% од уплатата во едно коло. Размислувај. Размислувај на тоа дека Државна лотарија дава гранде, многу, се што може повеќе. Значи, одговорот е Клучи логика. Сакаш помош? Да, може. Едно Го од имате овие и три. джокерот? Едно од овие три. Имаш и джокер помош, ама мислам не треба да го трошиш ова. Едно од овие три... Сакаш уште помош? Кој ти изгледа најлогично? Например? Не те чув. Првото. Првото изгледа како премија што ја гарантира Државна лотарија, Кажи независно од гласно и јасно. уплатата. Број 1, точен одговор. Значи, независно од уплатата, Државна лотарија гарантира 10 милиони денари фонд за седмица. Значи, за 7 10 милиони денари, помало беше пред некоја година, но фондот Малце се качено. зголеми. А со секоја уплата се разбира фондот може да порасне се поголем и поголем. Бранислав, број 3, прашање за тебе. Гласи вака. Колку различни видови добитни символи има на инстант лозот Диамант? 1, 2 или 3? И 4. Да. 1, 2 Или или 4. четири. Извини. 1, 2 или 4. За три, тоа е. Едноставно го четири, бришам не? тој. Извини. Четири, не? 1, 2 или... Не, пак не го слушнав. Ти го слушнав? Не се го ги А не. зборкав ја број. Јас гласно не мога. Јас се добацив. Значи од поново. Кој? Мислам дека е три, тоа е четири. Повторно не го слушам. Или Да не две, две се, напачки да, ги. две. А две? Две. Точен одговор, две. 2-2. Ова беше крај, кај што... Па три, четири. Повеќе не ве буткаме. Сега ќе морате во лер од озгоре надоле. Значи, Ајде, Стефан. добри сме. Четврто Океј сме. прашање. Само уште овој круг имате право да го користите джокерот. Значи, размислувајте паметно, ја и Викса одиме фокус, сега во лер, чутиме односно дигаме рачна. Стефане, четврто прашање за тебе. Прашањето гласи вака. Колку различни видови електронски игри на среќа приредува Државна лотарија во 2025 година? 1, 2 или 3? Би искористил джокерот. Искористи го джокерот. Гоце? Викса е кај джокерот. Гоце? Мислам дека е две. Гоце мисли дека е 2.
Гоце мисли дека е 2, ја пренесува енергијата и одговорот кај Стефан и тоа е точен одговор. Ено и среќни топчиња на Гоце, кафе или нешто да го частиш после. Те донесе до петото ниво, односно до петото небо. Елеонора, прашањето за тебе гласи вака. Што е Quick Pick? Случаен избор броеви избрани по компјутерски пат, избор на играчот за одиграни 4 комбинации или претплата од 5 кола. Quick Pick. Можеш да го користиш и Гоце, како джокер, и ти, уште сам овој пат. Така да, Па можеме да ги искористим. Елеонора, слободно, само погледни го Гоце и... Океј. Подете, мислам дека е. Под еден случаен избор броеви избрани по компјутерски пат. Што е Quick Pick? значи број 1. Точен одговор, Елеонора, браво. Значи, ако не знаете во тој момент кои среќни броеви да ги запишете, можете да го направите ова Quick Pick и по електронски пат да ви бидат избрани. И се разбира да верувате на технологијата, ако верувате. Бранислав, последно, четврто прашање од овој круг за тебе пред самата игра, да видиме кој ќе оди понатаму или сите тројца ќе одите понатаму. Прашањето за тебе гласи вака. Која е премијата од инстант лозот Фрути? 400.000 денари, 200.000 денари или 100.000 денари? Зборуваме дека државна лотарија дава се повеќе. Мислам дека знам која, Имаш и искористил джокерот, да. Да, повели, искористи го Може джокерот. го се молим. Значи, број 1, број 2 или број Гоце? 3? Гоце, не одговарај да видам што размислуваш. Кај те носи? Многу кафиња ќе знам. Джокерот. Ајде одиме, мислам дека е 400.000 денари. Така, ја Мислам дека е 400.000 денари. Дали си сигурен? Да. Ако не дадеш точен одговор, Бранислав излегува на ова ниво. Практично го реши. И ја мислев истото така да... И ти мислиш 400. Да. И тоа 10 пати по 400.000 денари. Точен одговор, Бранислав. И сега една рекапитулација, да видиме кој како стои со точните одговори. Од оно што јас можам да го констатирам и оно што ми го кажува и жири комисијата, сите имате идентичен број точни одговори. Тоа значи дека земајте ги пред вас калинките, таму имате една бела лента на која што ќе го запишете одговорот на прашањето кое ќе ви го поставиме. Ова е елиминационо прашање. Ќе ви поставиме прашање, треба да дадете одговор кој е најблиску до точниот одговор. Тој што ќе биде најдалеку, за жал, мора да си замине и ќе си оди дома со еден преубав часовник. Прашањето за сите тројца гласи вака. Колку изнесува вкупниот фонд на добивки на инстант лозот Биди VIP вози джип? Од прашалник денари до прашалник денари. Ни треба цифра. Мислам, цифра, многу добра насока, да... Математика и не ми пречи. Ајде вака, јас ќе ви кажам. Од 11 милиони денари, па да речеме до 50 милиони денари. Помеѓу 11 милиони и 50 милиони. Помеѓу 11 милиони денари и 50 милиони денари, толку изнесува вкупниот фонд на добивки на инстант лозот Биди VIP вози джип. Повелете, запишете и не препишувајте едни од други. Да, чувате си го така. А точниот одговор ќе ви го кажеме подоцна. Кој па не, среќен број. Не е страшно со нулите да не ве збунуваат и милиарда да искочи и милион, тука сме. Дали можеме? Чекайте, полека не ги покажувајте, не ги покажувајте. Чувајте ги Сега кон ќе ви го вас, кажам ја односно точниот сврти ги. одговор. Точниот одговор, значи премијата изнесува, слушајте ве внимателно. Вкупниот фонд изнесува волку 43 милиони 928 илјади денари. Ајде, покажете ги сега Да вашите видиме.
Калинки, значи тука се вклучени 10 джип возила, многу парични добивки, вака, одиме поред. Стефан вели 32 милиони денари, Елеонора вели 40 милиони денари и Бранислав вели 29 милиони денари. Жири комисијата ќе ни каже кој е најдалеку од точниот одговор и тој ќе мора да го напушти овој надпревар, барем во овој момент. Најдалеку од точниот износ е Бранислав и он во овој момент го напушта квизот. Добра, аплауз за Бранислав, беше одличен. Бранислав, сега Викса ќе ти објасни што всушност ќе се случува со Ти тебе. Милано ни се пријатели, знаеш. Ова оди кај тебе. Де да видам како ќе ти стои многу Стави го на рака да видиме како многу ќе стои. вака не можам да опишам, некако лежи убаво, среќно лежи. По овој часовник Ди Милано, дали. Бранислав, може ли да те викам сега Ди Бранислав? Ди Бранислав, ди точниот. Секако, само не Ти знам Бранислав. како се копчува. Чекај, само јас ќе ти помогнам. Ова е правилно. Во ред. во ред, Викса, окей. повелите Фала ти. напите се едно кафенце, освежете се. Чао. Бранислав, се Добро најубаво, се гледаме во некоја друга прилика. Сигурно ќе ги има вакви квизови. А ние со Елеонора и со Стефан одиме понатаму да видиме кој ќе добие втора награда, а кој ќе добие главна награда во оваа епизода. Одиме понатаму. Уште две прашања за вас. Почнуваме со Стефан. Стефан, прашањето за тебе гласи вака. Препознаја пораката која што стои на сите рекламни објави на Државна лотарија, како општествено одговорна компанија. Играј и забавувај се, играј одговорно 18+, или играј и добий. Играј одговорно, 18+. Веќе е второ прашање овој квиз за тебе, нешто што е 18 години плюс и така натаму. Точен одговор, Стефан. Елеонора, петто прашање за тебе. Прашањето гласи вака. Кој е рокот за подигнување остварена добивка од Лото 7 и Джокер? Рокот 30 дена, рокот 10 дена или рокот 20 дена? Првото, рокот 30 дена. Точно така, од објавување на извештајот, рокот 30 дена, но знам дека тој рок никогаш не бил по-голем од 3 часа. Сите трчаат да си ја земат наградата, што повеќе, што побрзо и така натаму. Само да ја се разбира, нели во работно време, не можеш сега ти во недела во 21 часот. Не е во ред. Стефане, прашање последно за тебе. Од ова зависи дали некој од вас ќе оди понатаму на чист начин или ќе одиме со елиминационо прашање. Стефан, шестото прашање за тебе гласи вака. За љубителите на електронски игри на среќа, Државна лотарија ги приредува најпопуларните два вида електронски игри на среќа. Едната е кено, но како се вика другата? 7 топчиња, 7 бројчиња, среќни топчиња. Среќни топчиња. Среќни топчиња, точен одговор, Стефан. Ве молам сега за добра концентрација на мадам Елеонора да ја помогнеме. Мадам Елеонора, ова прашање зависи дали ќе одите понатаму на елиминационото прашање и за главната награда за велосипедот или ако не дадете точен одговор, одма Стефан победува. Прашањето, Елеонора, за вас гласи вака. Колку години треба најмалку да има играч на Лото и Джокер за да се регистрира за онлайн учество во игрите на среќа Лото и Джокер на веб страната loto.mk? 17, 18 или 19? Значи најмалку треба да има 18. 18, точен одговор. Добре. Значи, знаеме во овој квиз, го совладавме тоа игра одговорно 18+, знаеме што е рамката, до кај може, до кај не може. Земете ги пред вас калинките, фломастерите, сконцентрирайте се и слушајте ме внимателно. Добивате прашање за елиминација. Знаете кој е принципот. Од до треба да го запишете вашиот одговор. Жири комисијата ќе каже кој е победник. Прашањето за двајцата гласи вака. Колку изнесува вкупниот фонд на добивки за инстант лозот на Државна лотарија хороскоп, да не речам зодијак? Речи. Зодијак, речи. Од 20 милиони денари до 41 милион денари.
Јас ќе ви го кажам точниот одговор. Вкупниот фонд на добивки за инстант лозот на државна лотарија Хороскоп изнесува точно 32 милиона 500.000 денари. Читам во очите кој е поблиску, кој може да каже двајцата се збунети. Ајде, кренете ги калинките. Стефан 32 милиона, Елеонора 35 милиона. Ова петката да ја бутнеше малце во оние другите ќе беше многу Наопаку ти е поблиску. петката, наопаку. Ајде, жири комисија, нека каже кој е победник, кој е поблиску до точниот одговор. Поблиску до точниот одговор е Стефан. Така е. Стефан е победник во оваа шеста епизода. Ти честитам, Стефан. Елеонора, ти честитам на одлична борба. Елеонора си заминува дома со еден прекрасен шаховска табла, која сите тука во студиото ја обожуваме. И ако нешто не ја сакаш, слободно дај ни една. Имаме играч. Стефан, до Битола, како си дојден до Битола? Со превоз. Каков превоз? Лично вака дојдов со кола. Со кола. Така да Со кола? со точено ги Оставија правам. колата, објасни му како ќе се врати. Стефан, еколошки, органски, здраво, велосипедски. Да. Имаш велосипед нов кај тебе во гаражата како доаѓа и плюс нели ќе играме шах. Ја толку. Одлично. Океј? Океј. Да. Океј си. Честитки. Фала ви. Ела си при мене. Јас и Викса само на кратко ќе се одјавиме за да ги подготвиме наградите, нели? Ето, полека, но сигурно дојдовме до највозбудливиот дел, каде што ќе си ги дадеме овие награди заслужени, весели, среќни, насмеани. Викса, прво одиме со Джокерот и со Бранислав, нели? Прво со Джокерот, мислам да Ајде, почнеме дај како му на што Джокерот. треба. Гоце, ова е за тебе. Ти било поздрав. Чисто да знаеш кај си временски. Да. Часовник, убаво да си го трошиш. Фала многу. Истава, нели, порака само малце по-битно, фала ти дека се сретнавме денес. Нека биде точен. Повели. Елеонора одлично изигра, беше баш онака позитивна, сконцентрирана. И заради тоа, за ментална гимнастика, шах. Игра шах? Да. Одлично. Значи, Манопулос многу убав шах повели, ако му е тежок е, внимавај, да знаеш, да си игра шах дома. И на крај Стефан, мислам дека дечкото од пит стоп најдобро ќе ти објасни што треба да правиш. Брзина. До 15-та, значи ти го возиш, после 15-та брзина он почне да те вози смарт, техника, тактика, здравје, кејф, среќа, додај. Љубов зачини. Расположение, адреналин. Адреналин. И од време на време да му веруваш, знае да одигра многу добро лото. Значи да. Знаеш Може какви да дава бројки знаци. дава? Топ. Ете и зелено е малце таман. Па, тамаме, нели? Поред, ако сакате и вие да бидете дел од сето ова, играјте ги игрите на среќа на државна лотарија и еден ден можеби ќе дојдете во нашиот квиз. Се гледаме, бидете здрави, живи, среќни и весели и среќата е насекаде околу нас. Добро ви вечер, почитувани наши. Оваа недела фокусот ќе биде на македонската изворна музика. Музика која што допира длабоко во срцата. На наше огромно задоволство во студиото на Седмо небо ги имаме членовите на националниот ансамбл Танец, символот на македонскиот фолклор, традиција и култура кој годинава одбележува 75 години постоење. Вечерва со нас се дел од пејачите солисти на Танец, Елена Андоновска, потоа Драган Николовски, останатите вокалисти, инструменталисти и играорки, како и првата дама која што е начело на оваа национална установа, Весна Митевска. Останете со нас, започнува Седмо небо на државна лотарија. Започнуваме со едно прекрасно македонско изворно женско оро. Женско чамче. Господа, повелете.
благодариме на прекрасните играорки, дел од играорската постава на танец, придружувани од оркестарот на танец. Разбира? Вечерот зборуваме за најпознатиот македонски фолклорен ансамбл кој цели 75 години ја представува душата на Македонија на секаде низ светот. Добро вечер за македонскиот славеј Елена Андоновска, извонредниот Даце Николовски и Весна Митевска, првата жена која што е начело на танец после долги години од своето постоење. Добре ни дојдовте во Седмо небо, шоута на Државна лотарија. Добро најдовме. Ќе зборуваме за убави моменти, поврзани се разбира со танец, но имаме и убав повод за вашето гостување. Имено на 22 декември во Македонската опера и балет ќе се одбележат 75 години од постоењето на танец, чуварот на македонскиот културен идентитет. Сега кога ќе грмнат зурлите и тапаните, едноставно сите остануваат занемени, поклонувајќи се на македонскиот фолклор. Сето тоа е изведено од страна на целиот ансамбл на танец. Предпоставувам дека во завршна фаза сте, кога се во прашање оние подготовки, па што се ќе опфати самиот репертоар? Репертоарот на престојниот юбилеен концерт ќе го опфати од самите почетоци на ансамблот, па се до ден денес. Юбилејниот концерт ние по неколку периоди, односно онака како ансамблот се развивал. Во првиот период ни се опфатени изворните ора, оние првите постановки во ансамблот. Вториот период е блокот солистички и дуетски сплетови. Потоа на програмата ќе бидат опфатени орски сплетови и четвртиот блок ќе бидат кореографии од поновото време на ансамблот. Што значи за тебе да се биде жена директор на танец? Лесно ли е или тешко? Па, сега кога ме прашувате вака, можам да кажам дека не е сеедно, да долг временски период бидеш како едно со сите колеги, не дека сега е нешто поразлично, но оваа позиција е сама по себе многу одговорна, така да не е нималку лесно да се жена директор на ансамблот. Сакам да се навратам на самите почетоци на танец. Танец се формира во 1949 година, една година подоцна, на интернационалниот фестивал во Англија. Со изведба на тешкото ги освојува сите можни поени од страна на жирито и ја освојува највисоката награда, а тоа досега се нема случајно на ниту еден друг ансамбл. И тоа покажува дека македонскиот фолклор има огромна тежина и огромна моќ. Колку ние како македонци сме свесни за тоа? Танец? Секако дека има огромна моќ, бидејќи танец е институцијата која што на некој начин ја пренесува духовната култура на македонскиот народ на сцена. Така што ние и нематеријалното богатство и материјалното богатство искажано преку народната носија, а нематеријалното преку народната песна и музика и игра, пренесуваме на историја на еден древен народ на сцена. Преку тие наши така наречени сценско-уметнички мюзикли, јас ги нарекувам нашите концерти, бидејќи се еден спој на кореографии, на вокални интерпретации, инструментални изведби на ора. Нас не презема таа некоја сценска магија, па како уметници би кажала дека живееме во она историја или во она македонска традиција и адаптираме сценски некако на некој наш начин во стилот на танец, бидејќи танец има специфичен стил кој што трае 75 години и тоа веќе се на огромна зрелост ќе го пренесеме на нашиот јубилеен годишен концерт. Така, Елена, ти си полни 18 години дел од танец. Впрочем, и заедно започнавте со Весна 2006-та. Со Весна започнавме. започнавме од средното музичко сме заедно. Елена е некоја генерација после мене. Весна беше првата генерација.
Како да кажам, првата генерација која што на нас не беше многу авторитетна, бидејќи со нив стартуваше еден оддел, една нова ера на образовен систем, бидејќи веќе излегуваа кадри образовани за ова што сме ние денес. Јас би кажала за мојот детски сон. Мојот детски сон беше танец, уште откако застанав на сцена во културно-уметничко друштво, некако татко ми знаеше многу често да ме наведе на тој пат и да каже дека јас ќе работам во танец. Јас бев толку многу мала, тој знаеше да го предвиди нештото. Па после завршувањето на третата година, а можеби и се уште бев трета година средно образование, мене ми се јави едно од раководните лица на танец и ме покани да гостувам во еден проект. Така да јас имав прилика уште на некоја... како дел од играорскиот состав или како вокален интерпретатор. И тој имав многу одговорна улога, многу одговорна точка во една сценска адаптација. И за мене тоа беше остварување на мојот детски сон, кој што денес е моја професија. Така. Даце или Драган? Даце. Драган ми е вистинското име, но кој ќе рече некој... Еве на Драган ќе му се име, сите ќе се запрашаат кој Драган. А на Даце сите ќе знаат кој е. Сите знаат кој. Даце доаѓаш во танец 2007. 2007, декември месец, да. Така беше. Јас сум многу краток период после нив, затоа што има еден период, како што кажа нашата директорка, каде што хорот го составуваат хонорарци по потреба за изведувачки точки на концертите, дел од опера, дел од луѓе кои има завршено нели академија или средно музичко, така да владата во тој период решава сите да бидат вработени, се објавува нов конкурс, хонорарците си идат на своите работни места. Доаѓаме ние на аудиција за наша среќа и така функционира. Како изгледаше аудицијата тогаш? За мене многу стресно, искрено ќе ви кажам. Јас живеам многу блиску до танец, многу често поминував тука секојдневно. Не сум знаел дека има пејачи кои функционираат, никогаш не сум слушнал, за играчи знаев и за инструменталисти. Кога отидов, јас ја имав таа среќа да ме облечат во народна носија. За прв пат тогаш? За прв пат облеков народна носија, да, но ме измеркаа неколку луѓе, комисијата и како се чувствуваше тогаш во тој момент? Се чувствував многу моќно, искрено ќе ви кажам. Јас потекнувам од воспитан сум патриархално, татко ми се чувствува како голем патриот, позна многу историја, си ја сака државата. Прв пат облеков народна носија, се чувствував прекрасно. Имав многу голема трема да го испеам тоа што требав да го испеам пред комисијата. Бидно што бидна, си реков само јас да бидам задоволен само од себе, а секогаш сум голем критичар. И делумно бев задоволен и така. За овие 7,5 децени танец има учествувано на над 5000 концерти во земјата и во светот и пред околу 8 милиони гледачи. Па со право можеме да кажеме дека е вистинска подвижна енциклопедија на македонскиот народ. Никако нашите баби секогаш ни велеа кога бевме мали, ако сакате да го прошитате светот, тогаш запишете се во танец, да. И можам слободно да кажам дека нема континент каде што не гостувал танец, па сега сакам да ве прашам, ева ако се навратите низ годините наназад, на сите оние концерти на кои што сте учествувале, што е она што вие би го издвоиле? Кој е вашиот момент за паметење? Секој еден концерт е посебен сам по себе. Секој концерт има своја убавина, а сето тоа го прави и самата публика. По моје мислење дека концертите, ќе говорам за себе, како што беа во Австралија, Америка, Катар, каде што особено во Австралија и Америка, каде што има многу нашинци кои што со душата чекаат да дојдат и да го погледнат концертот. И тие се едни посебни емоции во тие моменти. Јас за себе искрено би ги издвоила тие до сега. Јас се сеќавам на Катар дека од оваа страна на сцена која ја гледав публиката доле, тоа е нова култура за нас, прв пат се сретнавме со такво нешто. Луѓето не гледа и си вика во себе, добро, луѓето ќе дадат ли аплауз на крај, што бараме ние овде, појма немат. Зошто? Затоа што така изгледа како да слушаат колку да се тука.
затоа што Може тоа би со беше големо внимание ве Е, следеле. тоа и го добивме на крај. Аха. Тоа го добивме, тоа беше чудо невидување од нивна страна, таков аплауз и такви овации, таков бис. Естонците ги се сеќавам дека аплаудираа и со раце, тропаа и со нозе, тоа секогаш го кажувам. Да, они тропаат и со раце и со нозе, кога се задоволни. Елена се Тропаа со нозе. насмевна, сигурно и таа се подсети на Се некој сеќавам момент. на овие моменти. Добри, тие подалечни дестинации, нели нас секој пат ни уште самото тргнување, кога одиме некаде да ја представуваме нашата култура, секој пат сме со големи очекувања и нормално, со оглед на тоа што многу нема иселени од нашава држава, секако дека сме многу топло пречекани и будиме големи емоции, со душа не чекаат да одиме повторно таму. Како што кажа Даца, да, имавме такви ситуации каде што публиката има поинаква култура на следење на концерти. Ние сме навикнати да нели запее со нас публиката, да нели не проследува во текот на интерпретациите со аплаузи. Ти имате на поинаква култура, чекаат се тоа да се смири, да заврши, тогаш баш бевме изненадени, се сеќавам токму на моментот кој што го кажа. Да не ти го одвлечат вниманието. Да. Добро внимателни се, да. А оваа фотографија од каде е, деца? Ова е во Доха. Аха. Ова е островот Бисер. Прекрасно место, едно вештачки направено. Ова е, не знам, фантастично нешто. Само човек да отиде да го види. Голема екипа сте тука. Која година е ова? 2012. Овдека сме цел ансамбл. За прв пат. За прв пат многу ретко се случува, нели нормално поради потреба од големи финанси да патува цел ансамбл. Ние сме скоро 80 луѓе во уметничкиот дел, а овде сме цел ансамбл, има и плюс новинари со нас. И едно прекрасно доживување, бевме 5 или 6 дена, имавме еден концерт. Многу интересна култура, се многу топло бевме пречекани, многу топло испратени. Се беше кој што треба. Секаде каде што сме, не знам, еве, како што рече директорката, да говорам сам за себе, секаде каде што сме биле, Белград, јас го памтам Белград кога пеевме. А ова? Ова е Торонто. А, Торонто. Ова е Торонто пред кога бевме 2 години има? Директорка? Да, 2022. 2022, да. Тоа беше турнеја Канада и Америка. Ова е во Торонто. Да, тука, ова си ти на сцена, Тоа така? сум јас, оркестарот свири оркестарски сплет, каде во одреден момент почнува да се свири песната 3 години стана, излагам јас, ја исполнувам, завршувам, се повлекувам, оркестарот продолжува со инструменталниот дел и така. Значи, за почеток имавме едно прекрасно женско оро, женско чамче, но сега ќе слушнеме нешто интересно. Даца, што ќе биде тоа? Тоа ќе биде сплет од неколку акапела песни во изведба на машкиот дел од хорот на ансамбл Танец. Добро, каде што си дел и ти? Така, каде што сум дел јас. Предпоставувам дека вака нема да бидеш облечен, така што ќе искористиме таа телевизиска магија и за моменти те трансформираме во адекватна... Тоа се тие моменти пресоблакање, Носија. враќање, Тоа е тоа. тоа е тоа. Благодарам и вам, почитувани гледачи, за тоа што бевте и оваа вечер на фреквенцијата на Канал 5 телевизија. 22 часот и 30 минути следната недела се дружите со Седмо небо на Државна лотарија. Не заборавајте дека среќата е насекаде, затоа дајте шанса на вашата среќа.
čuvam, do grado te drene, edrene, majko, edrene, na moje tolibe. Edrene, majko, edrene, na moje tolibe. Jaz ke ti kupam svileno fustanče, done mamino, ti da go nosiš, jaz da te gledam, done mamino, trenda filčeto, kara filčeto, kitka šarena nemirisana. Trenda filčeto, kara filčeto, kitka šarena nemirisana. Jaz ke ti kupam srmeno eleče, done mamino, ti da go nosiš, jaz da te gledam, done mamino, trenda filčeto, kara filčeto, kitka šarena nemirisana. Trenda filčeto, kara filčeto, kitka šarena nemirisana. Jaz ke ti kupam kovano kolanče, done mamino, ti da go nosiš, jaz da te gledam, done mamino, trenda filčeto, kara filčeto, kitka šarena nemirisana. 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 Zurli trešta na se celota pančuka rum dum dum, zurli trešta na se celota pančuka rum dum dum. Mladi momi i ergeni do 2 ora rum dum dum, mladi momi i ergeni do 2 ora rum dum dum. Rum dum dum rum dum dum rum dum dum, rum dum rum dum rum dum dum. Mladi momi i ergeni do 2 ora vija, mladi momi i ergeni do 2 ora vija. Od doline star bel dedo zasukal mu staki, od doline star bel dedo zasukal mu staki. Pravo trga na oroto i onda se fati, pravo trga na oroto i onda se fati. Rum dum rum dum rum dum dum rum dum dum, rum dum rum dum rum dum dum. Pravo trga na oroto i onda se fati, pravo trga na oroto i onda se fati. Gospod gleda, baba gleda, zaraka go fati. Gospod gleda, baba gleda, ajde daj. Kade odiš staro, aro, da im grdiš. Kade odiš staro,